За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мои денешни гости се универзитетскиот професор Иван Иванов, поет, музичар. Добре дојде. Добро е, не да ви благодарам на поканата. Активистката, девојка која што е на сите протести во Македонија, новинарката Елена Петковска. Добре дојде. Добре ве најдов, мило ми. Да почнеме со редот, нели сепак со понежниот ток како джентлмени. Зборуваме за Македонија, зборуваме за она што во моментов е најголемата рак рана на македонското општество, зборуваме за корупцијата и непотизмот. Имаме една вистинска поплава на непотизам. Има истражувања според кои што во последните пријави што се за суди и обвинители, 18% од оние кои што се пријавиле се роднини на суди, на обвинители и на моментални актуелни функционери. Македонија, корупцијата, непотизмот. Како гледаш на оваа рак рана? Страшно. Значи, убаво прочитав денеска, ако се земе да се направи семено дрво на сите што се вработени од власта, ќе испадне дека се едно големо семејство. Тоа е една од причините зашто ние и воопшто не просперираме како држава. Нас не ни треба да отидеме во Европа, ние можеме Европа Македонија да ја направиме Европа. А главен проблем на инвестициите кои би требало да дојдат во Македонија или изминативе 5-6 години не лажат дека буквално секој месец доаѓа некој инвеститор е токму корупцијата и непотизмот. Кој странец би дошол да инвестира во држава ако утре се случи некој проблем, кое судство на него ќе му го реши проблемот? Татковци вработуваат синови, не се води сметка дали има завршено образование, нема. Последниот случај со синот на Талат Џафери. Положил правосуден испит без да заврши факултет и он сега го ставија обвинител така во судот. Едноставно несватливо. Јас верувам дека од страна кога гледаат се крстат, упорно им викаат решете ја корупцијата, непотизмот. Ние не само што ја решаваме, него идеме буквално до крај. Све што може да се запосли, ова ми изгледа последните бројки и настани како давеници за сламка, да влеземе сегде кај што можеме пред да паднеме. Така, еден вид на оставка. Иван, како гледаш на ова што се случува, буквално не можејќи или не знаејќи поверојатно да им остават нешто како што треба, занаед што би рекле, тие во аманет им оставаат функции. Да, навистина е поразително и страшно. Иако, знаете, кога ќе согледаме сите состојби што денеска ни се случуваат во Македонија, ќе видиме дека за оние познавачи на општествените токови, ова не е ништо страшно, ниту пак ново. Ова беше очекувано и сите овие аномалии што ги спомнавте претходно се само едни индикатори, а не се последици од нешто, бидејќи за жал последиците ние допрва ги чувствуваме и нашата генерација и генерациите што доаѓаат подоцна од оваа отуѓена и злотворска власт, морам да кажам. Меѓутоа станува збор за едно цицање на енергијата на самиот одбранен механизам на државата и на општеството. Знаете, како што еден организам, како што едно тело има свој имунитет што треба да го брани од вируси, од бактерии, така и државно-правниот систем, политичко-правниот систем на една држава е одбранен механизам што вас треба да ви гарантира сигурноста, така и вие се чувствувате безбедно. И ова што се случува сега, вие сите аномалии, но потоа ќе кажам, не се аномалии состојбите, туку самата власт представува една историска аномалија сама по себе, моментално владачката структура во Македонија, целиот државен врв, што ме враќа наназад, не би сакал многу теоретски да елаборирам, меѓутоа ме навраќа на нешто што јас устре во студентски денови го учев и што сега го пренесувам на своите студенти, меѓутоа на крај се запрашувам колку од ова на вистина се применува во практика, а тоа е кога сакаме да објасниме една демократија во една земја или конкретно целиот пад на транзиција и на консолидација, да се запрашаме зошто ние се уште не сме консолидирана демократија, зошто младите напуштаат земјата, малку се навраќам секогаш на објаснување на Линци Степан каде што објаснува демократската консолидација, бидејќи знаете демократската транзиција започна со менување на идеологија, менување на институциите, цивилното општество, политичката култура, за да патот на политичката демократската консолидација тргне во обратен смер, каде што новата политичка култура преку цивилното општество, преку институциите ќе даде легитимитет на новиот систем и на новата идеологија. Сега консолидацијата, според Хуан Линци Степан, се случува за да представа демократијата, нели, единствената игра во градот, се одвива во 5 арени. И тоа политичката, односно политичкото општество, економското општество, цивилното општество, четвртата арена е владење на правото и петата арена би било функционалната администрација.
сега ако сакаме да ги анализираме сите овие 5 арени во Република Македонија, ќе видиме дека имаме ерозија во сите поединечно. Дали тоа е во политичката арена, каде што имаме аномија, односно еден непоредок, каде што гледаме дека партијата се изедначува со државата, гледаме како се вработуваат кадри, гледаме дека, знаете, нешто што Роберт Михелс го има предвидено што пред 110 години го има кажано, фактички не следи таа трага на Аристотел, што вели дека демократијите кога тогаш завршуваат во олигархии. И ние сега екзистираме во олигархија, со што нашата олигархија може да се каже дека е феудална олигархија, бидејќи е поврзана со сите овие фамилии. Или ако сакам уште чекор понатаму да одиме на племенска олигархија, бидејќи на етничка основа се спроведува сето тоа. И сега ние имаме стварно една демократија во рецесија. Тоа се случува насекаде во светот. Мислам, не е само нашата демократија под закан, меѓутоа кај нас поготово, затоа што ние немаме власт што е спремна да одговори на предизвиците. Сакаме да изанализираме економската арена. Ќе видиме колкаво процент, според последните истражувања, односно перцепција, бидејќи корупцијата што ја споменавте представува перцепција, бидејќи тоа не може да се измери некој основа, бидејќи нема никој затворен за тие случаеви, но сепак според перцепцијата 4% од бруто домашниот производ завршуваат во корупција. Неофицијално тоа е некоја бројка што е вака сега се пласира во јавноста. Дали сакате да ги земеме сите нови истражувања на Светска банка што велат дека сите земји на Балканот ги имаат надминато кризните состојби постпандемични и дури имаат забележано и напредок, само Македонија не стагнира, Македонија уназадува. Така што оваа власт економијата стави на маргините. Ние гледаме како они баратат со економијата и колку се неспособни да се справат со сите овие проблеми, а допрва нас не чека криза после пандемијата и допрва не чекаат економски потешкоти. Третата арена, цивилното општество. Видете како заврши, тука Елена знае многу подобро. За жал како заврши како една неразјаснета парадигма. Така, сите оние што беа надвор по улиците, сите оние што беа главни самопрогласени дисиденти, така што нели Русјаков брилјантно ги опишува како интелектуална бижутерија, завршија во власт. Так, оние што требаше да бидат критичари на власта, што требаше да бидат опоненти, па некогаш и партнери додека се согласуваат со некои нивни работи, најнаш станаа власт, се продадоа за чорба за пеешче и најнаш не гледаме луѓе надвор по улиците што штрекуваат за аерозагадување, што не шетаат со газ маски, не гледаме луѓе што се бунтуваат против корупцијата и криминалот и ВМО. Знаете, многу е битно не ги изедначуваме тие два термини, затоа што гледате од власта зборат за корупција, никој не го спомнува тешкиот криминал. А они го прават истото. Знаете, како дете на богатиот ако краде е клептоман, ама на сиромавиот ако краде е обичен крадеж што треба да заврши позади зандани. И сега ние сме во една навистина тешка состојба, владење на правото. Гледајте кој ќе не тужи, кој ќе не суди, како се избираат јавните какви се. Јас ви кажам најодговорно тврдам, бидејќи сум бил во слична ситуација, сум бил син на сега веќе бивш функционер. Ако јас почнам да работам на универзитет без докторат, без магистарска, па антикорупцијска да излезеше како сега што збори како што релативизираат, не можеме да покренеме постапка бидејќи знаете он положи правосуден, меѓутоа не може да најде дипломата за завршен факултет. Јас знам дека и мојот татко ќе беше расчеличен, ќе се бараше одговорност, оставка против мене ќе имаше прогон, а сега гледате како сето тоа се релативизира и кој сега ќе ме тужи и протести ќе имаше пред кабинетот и слично. А сега како да веруваат младите во овој правосуден систем? Или еве петата арена функционална администрација. Дали нашата администрација се само што не е функционална. Гледаме како се вработуваат луѓе, гледаме луѓе што ниту го зборат македонскиот јазик и мене ми е многу жал, поготово за албанското малцинство што се уште се доживува самите себе си како квота, а не се базираат врз нивниот мерит систем. Тоа нас не недостасува во јавната администрација што и веќе е рекордер во вработување. Така што мислам дека сме во една состојба и зошто младите ја напуштаат земјата поради сите овие причини. Пред некој време слушав на радио брилјантна нумера на Џони Штулич, Павел. Познавачите на Азра велат дека тоа е една романтичарска филозофска преписка помеѓу него и Коча Попович. И таму има еден брилјантен стих Џони Штулич на еден луциден начин кога разговара нели со главниот протагонист на песнава и кога разговарат за слободата и за патриотизмот на генерацијата, он дава една дефиниција и вели, односно една дилема, дали тој патриотизам на нашата генерација е еден склоп на интереси на едни бескорисни луѓе или е нешто вредно робија, нешто вредно за возандани. Сега ние не сме во 903-та, не може да земеме оружје да одиме да креираме восстание, меѓутоа имаме механизми, имаме држава што треба да функционира со сите параметри во кои можеме по институционален пат и преку избори, меѓутоа за жал, знаете, изборите се сведоа само на еден постдемократичен
начин објаснето како Крауч го објаснува тоа, само на гласање каде што граѓаните ја намалуваат својата партиципативност и веќе во пост изборите веќе не се заинтересирани како се носат одлуките. Така што и тие млади што остануваат, што се патриоти, што сакаат навистина да останат во земјата и жртвувале, излегле на протести, без притоа да очекуваат нешто за возврат и не станале власт, се соочуваат со таа дилема дали е тоа склопно интереси на некои бескорисни луѓе или нешто вредно роби. И за жал ние сме во една состојба што сега и Фром ја нарекува, односно според Фром дали се изедначуваат оптимистот и песимистот, каде што тие што се оптимисти велат не треба ништо да промениме затоа што се е добро, песимистот вели зашто би променил нешто и така се функционира. И за жал сметам дека сите овие аномалии се резултат токму на оние луѓе што се собрали околу едни интереси, сами за себе, самите за себе си бескорисни, а ние сме само нивни заробеници и жртви. Така. Елена вела дека ова е како еден вид на канцер кој што нели метастазира во телото. Телото е македонското општество, македонската држава. Крајниот исход на приказката е лош, бидејќи со умирањето на телото умира и канцерот, нели? Не знам дали се свесни за тоа, но уништувајќи го општеството, најмногу удираат по една маса, се вика млади луѓе. Сведоци сме на апсолутно, ова е неверојатно што се случува во Македонија. Бројките ги знаете со од полугодие до полугодие упис на деца. Ни недостигаат илјадници деца, тоа се илјадници семејства на секое 6 месеци. Луѓето, младите си одат соочени токму со корупцијата, непотизмот, ако не си дете на некого, ако не си во партија, ако не си лепел плакати или не си се борел за партијата, ништо друго во животот не знаеш, тогаш си таму каде што си, односно не работиш ништо, а што прават луѓето? Младите се пакуваат и буквално во редици си заминуваат. Како да го решиме овој проблем? Проблемот е што не е само буквално 30 години се запуштија, односно се запушти инвестицијата во младината. Не е овој сега проблем буквално ескалира и како што кажа Иван, се злоупотребија од таа младина која требаше да биде главен коректор на било која власт, не само на минатата, не само на ова, сите се вработија и наеднаш заќутија. Последно нешто што го каже за патриотизмот. Стално кога ќе ме прашаат, не е патриотизам само искачање на улица, лупање во гради и покажување на 16 кракото сонце. Точно не е. Патриотизам е да го говориш македонскиот јазик, да ја сакаш оваа земја, да учествуваш во активностите кои ја промовираат нацијата. Да ја заштитуваш својата земја, незината слобода, суверенитет. Тоа е љубов која ја чувствуваме и преку сите овие работи ја покажуваме. Младите го немаат тоа чувство. Зашто? Затоа што особено оваа власт ги предаде, ја немаат довербата. Како би ја имале? Гледаме секојдневно како се вработуваат на убави позиции. Огласите кога ќе се објават за нас обичниот народ, ние дури да се јавиме не стигнуваме ни на разговор, ниту па на еден паушален одговор нема потреба да се јавите. Ја немаат довербата. Ретко во која институција дури да се вработат напредуваат по скалила според тоа што го постигнале, го научиле, како во светските европските земји. Ние упорно збориме за тие вредности кои се надвор од границите на Балканот, меѓутоа никако да ги спроведеме. Младите сега последно баш читав да ја видам статистиката. 200 ученици се отпишале последното полугодие во Тетово, 160 во Куманово, 180 не знам Прилеп, Битола. Тоа кога ќе се помножи по 4, едно просечно 4 члено семејство, колку луѓе се тоа? Значи нас во едно полугодие ни отишле според бројките 10.000 луѓе, отишле 2.500 семејства. Мислам дека е жалосно. Сакаме да отидеме на лекар, нема више кој да не лечи, нема кој да не прими. Сега на протестите една од медицинските сестри, мислам дека беше медицинска сестра, кажа дека во изминатите 3 до 5 години се иселени 5000 медицински работници. И ние кога младите бегаат, успешниот кадар ни бега, ние не инвестираме тука да ги задржиме, него ќе увезуваме пакистанци и турци за да ја работата што нормално еден образован човек кој посветил можеби 10 години од животот за да стигне да биде успешен во својата професија и ти не му даваш шанса, нормално дека ќе бега. И иако го разбирам тој
го разбирам моментот зашто сакаат да си одат, иако сметам дека не им е тешка одлуката да ја направат, да си отидат, особено па еве моите генерации, не сваѓам ни во нешто многу млади, ни во многу стари, да почнеш некаде од почеток е многу тешко. Меѓутоа, борбата тука што треба ние да имаме во Македонија е многу потешка од одлуката само да ги спакуваме куферите и да отидеме некаде. Иван, овој проблем одселување на младите, ти си млад човек, но и работиш со студенти како професор. Како тие гледаат на ова што ни се случува? Еве, директно од нив, ти кажуваат ли како се чувствуваат гледајќи што се случува буквално околу нас и околу нив нормално? Сите оние луѓе кои што се го спомна медиа системот нема вредности веќе. Приказката е дали си детен нечие или пак си од партија. Тука завршува работата. Како гледаат тие, како се чувствуваат младите луѓе, свесни за тоа дека мора да влезат во партија ако немале среќа да бидат родени во семејство на функционер? Не, незадоволството е на секаде, Љупчо. Поготово, мислам, секој конкретно кога ги зборуваме младите, кога зборуваме за студентите, тоа чинам го кажавме во првата емисија, мислам, кога бев поканет од ваша страна, за главните приоритети на младите, зашто ја напуштаат земјата, иако навистина пред некои си 15 на години стандардот беше главната причина и висината на платите. Денеска тоа не именува ништо затоа што вие имате пред се и како што они ги наведуваат тие приоритети нефункционално здравство и тоа се истражување што се прави уште пред пандемијата, сега ситуацијата е многу повлошена, имате нефункционален правен систем, имате политичка нестабилност, имате навистина една корумпирана врхушка која е застрашувачка за сите, вклучително за младите, кои го користи стравот како еден начин да контролира и да манипулира, бидејќи гледате целиот континуитет на нивни изјави што ги даваат од почеток до крај без разлика на било кој државниот врз, ниту има некаква доследност на тоа што зборат, ниту има некаков континуитет и држање до некакви ставови што порано ги имале, туку сето тоа се менува во зависност од тоа како дувне ветрот. И навистина застрашувачки, бидејќи ви кажам, како што кажав и претходно, има луѓе што се жртвуваат својата потрага по среќа, решаваат да останат тука, тие што избегале не смееме да ги судиме, затоа што навистина ние не сме направиле ништо за да ги задржиме овдека и за да им ја дадеме таа потрага по среќа, бидејќи еве прошетете низ градот ќе видите дали има среќни луѓе. Не низ градот, низ целава држава. Навистина се кубори со живеачката и гледаме како да се врзе крај до крај. Не збориме само економски, збориме една состојба на духот веќе тука, така? Затоа што ајде кризата се надминува, проаѓа, меѓутоа она рана што ни зададува на нашето достоинство, дигнитет, многу тешко, ќе треба да пројдат цели генерации, знаете, за да можеме ние се повратиме каде што сме биле. И затоа сметам дека и тие што стануваат тука и што се борат за своите правди, што жртвувале на потрага по среќа за да тој патриотизам пробаат некако да го институционализираат, да пробаат да влијаат на носењето на одлуки, на крајот на денот да е променат оваа власт, се соочува токму за тој парадокс што го спомнавме претходно, затоа што навистина сето тоа што се пласира како некаков идеал, во кој се ние треба да веруваме, е токму тој идеал за кој збори Штуличка, што вика склопни интереси на едни бескорисни луѓе. За тие исти луѓе Џони Штулич има уште една песна напишана за едни синови, така за едни лутки од крви без струнки идеја, така. И тие не водат нас, едни кукли без трунка идеја. И кога ќе ги прашате каде ја гледаат Македонија, тие не може да ви кажат каде ја гледаат утре, а не камоли за 15-20 години, затоа што недостасува стратешко размислување. Они немаат стратегија, затоа што ние во сите овие претходни сфери арени што ги спомнав, ние тонеме. Немаме стагнација, имаме уназадување. Тоа уназадување веројатно ќе треба доста генерации, затоа велам ова се индикатори, не се последици, затоа што за жал младите луѓе допрво ќе ги гледаат последиците колку и сега они страшно да изгледаат. Така што мислам дека се соочуваме со една навистина голема аномалија во нашето општество и во нашата држава. Сведоци сме на огромен број, ги каже еден, и бројките на млади што се селуваат од држава, што се ја бараат среќата надвор. Јас пробувам на било каков начин, барем со 1% да влијам на младите. Знаете, не можете сега да си поигрувате со нечија судбина да ги терате доста на тука, меѓутоа да им се даде на знаење дека ова не е перманентна состојба, ова е состојба што некој ни ја наметнал, што веројатно, сакам да сум оптимист и верувам во тоа, дека полека ќе почнеме да ги залекуваме тие рани што ни се сега отворени и дека навистина не може никога да му се попречите на среќата, кој си ја бара среќата надвор си ја бара, меѓутоа на тие што остануваат овде, веројатно, а јас верувам во тој, постојано го зборам, дека само една лоша епизода што треба да се изврши. Така. Елена, колку ова што ни се случува во државата,
сето она понижување што се прави врз Македонија, врз македонците и македонските граѓани, им помага на оние кои што сакаат да заминат, да заминат без чувство на вина, бидејќи кога не се чувствувате свој на своето, кога гледате што ви прават со татковината, со она што го сакате, со патриотизмот и сите оние вистински вредности, мислам дека е многу полесно да речете, па, дали сум во Германија, или сум во Македонија, или сум во Америка, или каде било, што е разликата, и така не сте свој на своето, па дури и тука, каде што сме или треба да бидеме, тоа чувство се губи. Како гледаш на овој момент кога го уништуваат, можеби и не случајно, тоа чувство кај луѓето, за да едноставно немаат чувство на вина кога заминуваат. Буквално им го тоа баш тоа чувство ги пакува куферите. Так. Значи во ниту еден сегмент јас помизерно не сум се чувствувала, се фаќам себе си како одам по улица, ово рече не се гледаат среќни луѓе, не само што не можеш да видиш среќни луѓе, него она што го гледаш е буквално мизерија, од наједноставните работи. Бевме и прости и на врвот во Европа по мизеријата и по несреќата според истражувањата нели на светски агенции. Баш така, Маричички рече дека тоа е перцепција на граѓаните, меѓутоа тоа е реална перцепција. Меѓу два ручека тоа ќе Баш, да. За он да може да јаде бифтеци, ние останавме буквално без држави. Не јадел држави. бифтеци денеска изјави дека не било точно тоа. Ако го ставиле на диета. Да, китови, ајкули. Здавчера бев со децата, шетав низ Партизанска, седнавме пред Драмски. Значи Драмски театар. Јас пред 20 на години таму кога сум одела, првин ке се дотерам, затоа ќерка ме прашува зашто се дотеруваш за на театар. Затоа што тоа е нешто, не знам, од културата, викаме врвот. Театар, опера, буквално како да одиш кај некој на гости. Кога одиме кај некој, ние го почитуваме со тоа што сме чисти, облечени. Знаете ли какво беше предворието на Драмски театар? Не е важно дали е тоа на локалната или на градската власт. Значи, срамота е. Од пикавците, па се до тоа што не уништуваат како народ, да се осеќаме непризнаени. Мизеријата е главното чувство. Да те порекнуваат, каде и да одиме, ние мора да се докажуваме дека ние говориме македонски јазик, дека ние сме македонци, дека Гоце Делчев е наш. Пред некој ден кога ви беа гости професорката Котлар и Елка Лучар. Елка беше забезекната како народот не си ја познава историјата. Не дека не ја познава, меѓутоа не сме биле во состојба ние во одбрана толку многу да се браниме. А на страна што денешните учебници, тоа што го учат младите, не наликува ни буквално ни не знам како да најдам збор дека го систематски сакаат да не уништат од внатре и од надвор. Значи нашите деца не учат ниту историја, ниту географија, ниту математика, ниту македонски јазик. Све е тоа само посета на часови, отиди, јави се има бомба, дојди земи си ги децата 2 години, изгубија со пандемија, сега губат со бомби. Имаат, јас сум уверена, иако знаат да ми речат дека имам некои теории на заговор, меѓутоа све ова нешто е некој план. Зашто нас не се уништува најпрвен образованието? Нормално е дека нашите млади, особено сега овие генерации, ја немаат таа жар и страст кон татковината како ние. Првен ја немаме војската. Значи јас сум убедена дека момците првата авторитетот, дисциплината, љубовта кон татковината ја учат во војска, затоа што ние дома не креваме, не креваме знамени, не ја пееме химната. Иако нели се трудам, јас моите деца берам така да ги учам на син ми, стално му викам, ти ќе одиш во војска. Во која држава и да бидеш, ќе одиш во војска за да осетиш што е држава. Значи, си ја испуштивме младината од раце. И нормално дека се ова што се случува секојдневно придонесува само да ги спакуваат куферите и без никаква грижа на совест да си отидат. Меѓутоа, јас сум оптимист и сметам дека ние можеме да ја исправиме грешката. Овие се давеници буквално и се држат за сламка и пробуваат сега нешто да направат. За една година, дали предвремени, иако не верувам дека ќе ги има, редовните ќе дојдат. Не знам кој е тој што ќе ги гласа и ќе останат, а за оние идните што ќе дојдат, било кои да се, нека почнат веќе да го слушаат народот. Значи 30 години даваме доверба, дена едни, дена други, дена трети, народот очекува малку повеќе. Значи не сме повеќе овци за да искачаат и да не мафтат дека производите во продавница се ефтини, а ние знаеме дека кога ќе отидеш со 1000 дома се враќаш со 3 продукти. Значи буквално го убиваат народот на секој можен начин.
Иван, колку може да зборуваме буквално за систематско и системско уништување на Македонија и македонштината? Ова што го спомна Елена е факт, си ги видел учебниците, еве Керка ми е 5-то одделение по големата, таму историја нема ништо, таму учат нешто за, можеби за Мајка Тереза, за Мартин Лутер Кинг и тоа учат, нели? Не учат за Македонија ништо. Самуил е спомнат, но ништо околу него, нити кое што е, зошто си бил таму еден цар, буквално како приказки. На секое можно поле, особено во образованието е видливо тоа. Дали зборуваме за теорија на заговор, каде што, како што нели популарно секогаш кога нешто им пречи го нарекуваат, или зборуваме за една реалност и тоа црна, грда реалност? Баш треба да се запрашаме што е историја на историјата. Буквално и каква историја ќе учат нашите деца и чива вистина ќе биде пласирана низ тие учебници. Но многу е тешко кога од другата страна имате соговорник кој е глув за се ова. Кога едноставно ништо од ова не допира. Видите, имате интелектуалци многу попаметни од нас тука што излагуваат, постојано се пенават. Дел од нив се маргинализирани поради свој избор, дел поради системот, меѓутоа се тука присутни во јавниот дискурс, посочуваат на сите овие проблеми, меѓутоа никој не ги слуша. И тоа е најголемиот проблем што имате власт што не сака да застане да се стави прст на чело и да каже чекајте, човечки сгрешивме. Не е така, продолжуваме понатаму, ќе се исправиме, ќе работиме на проблемот. Овде има едно отсуство на на срам, извинете, се тераат со својата агенда, систематски се работи се и ова се што го гледаме сега моментално, навистина наликува на едно добро смислена стратегија за како систематски се уништи пред се нашето достоинство, нашата доблест и се разбира нашиот идентитет. Ја спомнав ми татковината, нели јас тоа постојано го кажувам, не сакам да ги поистоветувам тие два термини на татковина и држава, бидејќи татковината е нешто пометафизичко, така, тоа е нешто што и преку мајчино млеко се пренесува. Државата е човечка креација. Меѓутоа, знаете, она што го велеше Михајло Пупин, ако љубовта кон татковината замре, тогаш и државата треба да умре. И ние не смееме да дојдеме до тоа дирече, затоа што натака одиме. Тоа го прават и со младите, сакаат да го уништат тој дух и таа љубов спрема татковината, за да на крај умре и државата. И верувам дека со тоа ќе бидат многу луѓе стрекни, поготово зборам од нашата околија, од нашите соседи. И навистина, еве, работам во образование, меѓутоа тоа што се случува во средните школи, во основните школи, какви учебници се пласираат, тоа што гледаме по социјални мрежи на загрижени родители, што споделуваат и се охрабруваат да споделат со јавноста што тоа учат нивните деца, за мене е поразително. И затоа сметам дека кога веќе конвенционално образование, формалното образование затајува, главниот акцент треба да биде ставен врз родителите, затоа што тие треба да бидат оние кои ќе им ја даваат таа цела љубов за татковината на своите деца. Не мора тука да стане збор само за историски факти, не мора да стане збор за географија, за било што. Пред се моралот и етичноста што за жал пополека се трга од училишните клупи, затоа што тоа е основата. Ако вие го изгубите тоа, што понатаму зборим? И затоа ние продуцираме, како што вели Јовановиќ, полуинтелектуалци. Знаете, секојдневно сме, баш кај четврта. Секојдневно ги гледаме по екраните. И тоа е брилјантно, него објаснето вика, тоа се луѓе што во своето формално образование стекнале некакви дипломи ги закачале на зид. Меѓутоа во својата духовна наодбразба, во својата моралност и етичност, тие останале на нула. Тие не направиле ништо чекор понатаму. А како бе тој интелектуалец кој ги изгуби моралните и етичните круполи, а му остане само тоа формално образование што ќе го чува како диплома еден зид на егото што се вели нередома. За жал не е име на зид, него егото име внатре во нив. Така што ние не смееме да дозволиме да продуцираме такви кадри што немат да се родолюби, но при тоа да бидат и етички и морални луѓе, затоа што знаете, тоа не важи само за политиката, важи и за сите нас. Тоа Аристотел вели, она што е моралот и етиката за поединецот, тоа треба да биде политиката за заедницата. Со други зборови, не можете вие да барате што бараат неетични луѓе внатре во политиката, тие треба да ги носат одлуките. И знаете, состојбата е застрашувачка, но како оптимист верувам и човек што може на некој начин да влие преку образованието веќе на студентите, иако знаете студентот е веќе како дијамант што треба само да се бруси. Проблемот е треба да го бараме малце поназад во основното и во средното образование, докато тука настануваат сите оние бариери, тука настануваат сите оние проблеми што подоцна ќе ги следат учениците. Затоа што еве имаме примери од мојата фамилија на мали деца каде што одат во школа, образувани во еден родолюбски дух, за да наставничката таа средна им зборува и им дава ниски оценки затоа што они не веруваат и не се поистоветуваат со она на С, така. Тоа е страшно. Како дека влијаат, но дека успеваат во тоа, кај тебе дефинитивно не.
напротив, предпоставувам го имаш она чувство на гнев и бес што го создаваат со нивните чекори, но еве од луѓето што ги познаваш, успеваат ли преку овие акти, преку образованието, преку понижувањето секојдневно оној резил срам што ни го нанесуваат во секој можен нели поглед, успеваат ли кај луѓето да го уништат моментот на македонштината или сепак напротив е контраефектот во преден план? Морам да признам дека во мојата блиска околина ги имам и едните и другите луѓе. Значи, имам пријатели кои се на исто ниво како мене, ние не попуштаме, ние сме со главата во зид. Јас сега пред да дојдам во емисијата разговарав на една тема поврзана со училиштето и викам јас не се плашам. Дури и по мојот живот, значи мене ништо не може да ме исплаши, јас се плашам само за состојбата на моите деца, друго ништо не може да ме преплаши. Јас сум човек што оди со главата во зид, меѓутоа гледам дека луѓето не дека потклекнуваат, меѓутоа ние сме прилагодливо општество. Дури ако ја погледнеме уназад историјата, ние стално се прилагодуваме на ситуацијата и тоа е она што најмногу плаши. Значи мора во еден даден момент да ја кренеме главата. Доста се прилагодуваме. Била ковид ситуација, прилагоди се. Стави ги маските, ќути си. Ке ти го сменат името на државата, ке идеме во Европа. Дозволивме. Историја, ние што можеме да направиме за да се тепаме? Не мора да се тепаме. Значи, тие кога на твоето дете ќе му речат, еве јас со ќерка ми, Теодора вика Република Македонија, наставничка ти вика Северна. Теодора вика Република Македонија. Значи едноставно ќе му кажеш на твоето дете, тоа за мене лично е вулгарен и навредлив збор. И сега од една страна, сите можни групи на луѓе, без разлика дали се тоа по ново родови, ако тоа јас не го признам, значи полови, етничка припадност, не знам, не смее да се дискриминира, упорно збориме за инклузивност во училиштата, меѓутоа ако ќе кажеш дека си ти македонец, одма тука имаш помири се, така кажа одгоре. Значи, не смееме, треба да престанеме да се плашиме. Тоа што овие го направија, што дојдоа на власт, СДС, со затварањето на уставобранителите од 27 април и те како има влијание на се ова што се случува денеска и на тоа наше се поголемо веднење на главата. Многу сме малку. Еве, тоа се гледа по сите настани, по сите протести, ако не застане политичка партија, особено најголемата опозицијска, ако она не го повика членството, ние секогаш ми истите 2-300 луѓе, дали на поетски читања, во патриотскиот дух, дали на протест, дали на одбележување на некој настан, тие во Скопје сме едни исти 300 луѓе. Значи луѓето толку многу се исплашени и едноставно се прилагодуваат на ситуацијата, како на приказната со жабата. Ја загревале водата, она само си ја прилагодувала температурата. Више кога почнала да се вари, ја немала силата да скокне. Ја затоа сакам и кога ќе слушнам родители со млади деца, кога разговараат на темати, да не се срамат, да кажат дека се македонци, бидејќи нас не донесоа до ситуација да ти е срам да кажеш дека си патриот. Од друга страна, ние имаме етнички заедници тука кај нас, кои се гордеат, кои се и што се додека не излезат од државата и не направат криминал, тогаш се македонци. Тоа е 3-деценијски процес кој што трае со нели сравнението. Значи системски уништуваат што од внатре, што од надвор. Колку Иван ние сме жртви на тој македонски дефетизам, она вкоренетото, нели, она старото што да прави, што ќе прави, што ти е, така не било пишано, нели? Не баре фатуме приказката, готово судбината и ништо не може да направиме, она стара македонска грда приказка за трпе и трајче, нели, за наведнија главата, нема да исече сабјата, напротив, кој ќе пропушти наведната глава ако е, нели, зулумќар, тоа веќе оди, она што оди. Колку сме жртва на тој македонски дефетизам во моментов? Да, само се надорзам тоа нели што збор, замислете, дојдовме до едно ниво каде што се радуваме кога некој надвор ќе не нарече само Македонија. Да. Како тоа веќе да стане исклучок, а не правило, и на секој таков исклучок ние се радуваме и гледаме пријателите така да си ги наоѓаме надвор, што на крајот на денот не е ни нивна вина. Ние сме смениле устав, по нашиот устав стои сега тоа срамно име, не можеме да ги обвинуваме другите кога и самите ние сме си криви за тоа. А тој дефетизам го гледаме секаде. Поготово го гледаме во ова се што се случува во нашата цела меѓународна приказна, нели, во меѓународното признање и борба за Европска унија и така натака, затоа што гледајте, се запрашувам самиот себе си понекогаш со што заслуживме ваков однос од страна на меѓународната заедница спрема Македонија и колку дегутантно звучи кога амбасадор на некоја земја ќе дојде и ќе ви каже колку и да е ова тешко,
затнете го носот и проголтајте го. Така. И замислете го сега тој наратив. И сикам со што заслуживме, зарем сме толку лоши, злобни сме сгрешили некому за да нас не биде пласиран овој наратив на странски претставници, на амбасадори и слично. И од друга страна кога ќе застанеме, ќе се прашаме, ќе си кажеме па да, ние го заслуживме со ваква власт. Немаме власт што нема ниту дигнитет, ниту достоинство. Кој лази, секој го гази. И не можеме да ги обвинуваме големите сили, странските фактори тука, што сега настапуваат на тој начин со таа реторика. Затоа што навистина вие имате луѓе во врхушката, во целиот државен врх, што немаат кичма, што немаат достоинство и се крајно сервилни. И само за да останат на власт ќе прифатат, се ќе направат коалиции со црниот ѓавол, само за да ја задржат власта. И сега ние се наоѓаме во таков момент каде што ни доаѓаат амбасадори, никад голтнете затнете нас, тоа звучи одвратно, гнасно. Така. Зошто не одат во Бугарија и зошто Бугарија не им кажат ајде затнете носот, проголтајте, немате ништо со македонците, со татарите имате, проголтајте го тоа. Зошто не одат во Грци им кажат вие сте дојденци од Малазија, немате ништо со античките македонци, проголтајте го тоа. Тоа ни доаѓа од нас, а они сите може да се повикуваат на нивното славно минато, на нивните митови, само ние не смееме. Само ние не смееме. И сега седна човек и си каже, зошто, со што го заслуживме? Со таква власт како што имаме сега го заслуживме тоа. Затоа што ние сме имали амбасадори како еден Ханс Лотар Штепан, што напиша една извонредна студија, амбасадорот на Германија во Македонија, еден од првите, што има напишано едно четиво што треба да лектира за сите македонци македонскиот јазол, каде што отсликува целава состојба, каде што и наративот тогаш имало притисоци. Меѓутоа сме имале влади и од двете страни, без разлика што никогаш нема се поистоветам со идеалите на социјалдемократите кај нас, меѓутоа покажувале некакво си чувство за државност. Не навлегувам во корумпирани скандали, неразјаснети работи, меѓутоа, покажале некаква издржливост и обстојале да заштита некакви државни интереси, вклучително и владите на ВМРО да помену. А сега доаѓа една ваква влада, каде што вие не може да очекувате ништо друго освен таков еден наратив и демонстрација на моќ спрема нас, меѓутоа не треба да практикуваат моќ затоа што било кое нивно барање ќе биде услишано од наша страна и ние ќе направиме се за жал и на крај ние како граѓани нели ќе ја платиме цената за тоа, затоа што некој сака само болно да остане на власт заради сите тие привилегии без притоа да внимава на оној интерес што е за добробитот на сите нас. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас се Иван Иванов и Елена Петковска. Ќе зборуваме за молкот на Европа, ќе зборуваме за ретроградната бугарска асимилација, подобна на еден 19 и можеби 18 век. Ќе зборуваме и за други теми кои што го обременуваат македонското општество. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мои гости се Иван Иванов и Елена Петковска. Малку да го смениме редоследот сега. Иван зборуваше за амбасадорот кој што го кажа она со затнувањето на носот, што подразбира дека нешто смрди, нели, и голтањето на работите. Ова е една реминисценција на едно нешто што се случуваше 90-тите години, кога еден исто така странски, нели, дипломат, функционер, што и да беше, стоеше со часовникот и викаше тик-так, времето ви минува, се повторуваат работите, но овој перфиден молк на Европа. Зборуваме за нешто што се случува, кое што тотално надвор од сите можни демократски, нели, вредности и рамки за кои што некој се представува дека е така и е така, но кај нив, нели? Оној молко што е многу чуден. Што мислиш, на што се должи? Дали ние сме сега колатералната штета на нивното угодување на Бугарија, која што е многу битен играч во приказката со Украина, дури излезе информација дека тие ги спасиле украинците со енергенсите и со горивата, бидејќи се буквално, нели, граничат, што се вели, на Черното море едни со други. Во превод, ние сме колатерална штета и некој дозволува да ни се прави што некој друг ќе сака за да угоди некому, или? Па веќе кој спомнав на Европа, знаете, германците имаат еден израз Gestichtmüde, што всушност значи заморено со историјата. Да. Сега во Европа го гледаме тоа. На Балкан не сме навикнати, не сме многу заморени, пренатрупани сме со историја, меѓутоа сега и самата Европа е во таа состојба на Gestichtmüde, односно замореност една со историја. И се присеќам, тоа не беше лектира на брилјантниот Херман Хесе во Демјан, каде што ја опишува Европа и вели онаа Европа што имаше таа магнетна привлечност да го придобие сега, да го придобие целиот свет, сега има состојба на умрен дух.
каде што духот е осакатен и таа си ја загуби својата душа. И се он збори за една духовна димензија на европскиот континент, меѓутоа сега тоа го гледаме внатри во самата Европска унија. За жал, морам да кажам дека станува збор за една импотентна унија што е многу далеко од таа унија што била замислена првично при нејзиното создавање како еден мировен проект што на вистина донесе огромен период мир на европскиот крвав континент. Меѓутоа, таа е одличен проект за време на мир, кога е време на конфликти, кога е време на различни предизвици што доаѓаат, што од мигранти, што од пандемија, што од слично од Украина, таа прва работа нема една мултитаскинг стратегија да се насочи на повеќе фронтови истовремено, го губи фокусот, а второ е заглавено во таа една цела бирократија што не може да донесе никакви одлуки, затоа е во таква една импотентна ситуација. Сега некој да ме слуша и каже ој евроскептик фрустриран македонец, што до некаде и е точно. Ние сите цела генерација сме фрустрирани. Замислете 30 години од кога сум роден до денеска ја слушам еден ист наратив, едни тапшања по рамо, колку сме ние добри, треба да продолжиме на европскиот пат. Од рамковниот договор кога требаше само да го имплементираме и на брза пруга ќе бидеме кон Европа, па да имплементиравме, ништо не се служи под едни изјави на Хан дека после промената на името и Преспанскиот договор ние ќе бидеме земите членки ќе имаат како кажа морален притисок за да ги отпочнат преговорите. Ништо тоа не видовме, сега треба уште да го затнеме носот, да го отнеме за да продолжиме напред и навистина не е ни чудно што статистички довербата на граѓаните во Европската унија рапидно опаѓа. Да, таму е нашиот пат, ние природно припаѓаме таму, меѓутоа таму треба со окрената глава, со достоинство и дигнитет да влеземе. Што ќе им сме реално во една таа цела унија, не разбирам зашто сака да направат еден конгломерат на осакатени општества. Затоа што ако вие имате еден соговорник, еден член во вашето семејство, на кој што сте му земале душата, сте му го земале достоинството, сте го оставиле без ништо, без никаква историја, односно со пишувана историја од некој друг, како очекувате дека тој ќе биде рамноправен соговорник и дека ќе се бори за тој некој нов суверенитет што Европската унија нели треба да го наметне, да верува во некакви европски вредности, кога самата Европска унија, целата меѓународна заедница паѓа на тест од Македонија? Дали се тоа двојните стандарди, дали е тоа лицемерието што се изнаслужавме 30 години и како да веруваме сега ние дека уште ај готнете го и тука заврши, затоа што се изнаголтавме многу работи од промената на знамето, од Охридскиот рамковен договор, па еве сега ова што се крчка со Бугарија. И мислам, конкретно зачнавте Бугарија, сема треба само да читаме стари книги, стари документи да видиме дека ништо не е променето. Затоа не ја сакаат историјата, бидејќи апсолутно се повторуваат. Ама апсолутно тие сакаат како да заборават еден дел од сопствената историја, да ни го накалемат нас. Так. И сакаат ние да продолжиме во еден пријателски дух, нели како што и самиот договор за пријателство. Јас тука не гледам пријателство, затоа што тука имаме една страна што е репресирана историски. И тоа знаете, тоа е од секогаш било така. Еве земете нашата историја, земете го од отварањето на македонското прашање. Од 1881 при време на влада единство, од која се отвори големо источното прашање, преку Париска мировна, Берлински конгрес, преку Крушево, асно мислично, ќе видите дека во македонскиот дух, што тоа е одлика, верувам, само за нас, има една космополитска нишка, еден повик секогаш кон балканските народи за заедништво, за мир, за слога, за просперитет. Земете ги за споредба платформите на Бугарија, на Грција и така натака, ќе видите дека секогаш имал експанзионистички барања, еден реваншизам, една нескриена желба да се заграби што е можно повеќе од македонштината. И тука ние се разидуваме, тука нема пријателство. И сега истото продолжи, само се смени играчите, играта остана сосема иста. Затоа треба да се навратиме на некои стари книги, на стари договори, само да видиме како се спроведувале тогаш работи, дека тие воопшто не се промени. За жал, меѓутоа од друга страна, за среќа, гледаме дека и од таа страна има соговорници кои се рационални и разумни. И во исто време сега гледате излегуваат двајца бивши бугарски председатели, едниот е Петар Стојанов, другиот е Росен Плевналиев, со диаметрални различни изјави, каде што едниот повикува на заедништво, тоа е Стојанов, на заедништво, на разумно изноѓање и надминување на состојбата, а од друга страна го имате Плевналиев, кој прито единствен бугарски председател што никош не дошол во официјална посета на Република Македонија, бидејќи кај него превлада тој јаничарски менталитет, кој ви дава изјава: знам дека е тешко да се надмине фашистичко-титовскиот сталинистички синдром. Замислете. Ние и фашизам. Да, ние и фашизам или Тито и фашизам. Се не да испадне како бранам Фройд Тито. работи кај. Ама чекајте, кој се бореше против фашистите? Земете кој беа на
на погребот на Тито ќе видите кој всушност бил Тито, така? А кој бил на Тодор Живков погребот? И сега гледате каква состојба на умот и на духот има тие политичари таму. Повторно ќе кажам, не се сите такви. Меѓутоа, тука на вистина треба една психоанализа добра да се направи. Кои се тие фрустрации, колку е силен тој јаничарски менталитет, затоа што, ајде, нема да именувам еден исто на еден форум, еден бугарски бивш председател кажа, вие си имате проблем со македонците во Бугарија. Јас немам ништо македонско, не сум оптеретен со тоа прашање, меѓутоа вие си имате проблем со македонците во Бугарија. Така што тука се отвори уште едно прашање, што ние треба веројатно некојаш да го разговараме понадолго и на широко, па што ние направивме за тие македонци. Таму зборам историски гледано, не зборам за малцинствата сега што се тужат во Страсбург, него зборам за таа една елита што во времето на создавањето на првата македонска држава со Ченто, кога му доаѓа Димитар Влахов со список на цела една елита што од Бугарија сака да си дојде во Македонија и да создаде нова држава. Ченто целиот среќен оди со тој список кај Лазо Колишевски, а овој му вика назад, братските народи нас ќе ни помогнат за создавање на државата и сега ние мораме да разбереме и таа фрустрација нивна, затоа што не сме помогнале околу повторно привлекување на тие македонци, но за жал сега тој јаничарски менталитет е многу јак и тие мора да се докажува дека се поголеми бугари од бугарите. Меѓутоа сепак таму има една структура на луѓе што опонираат на себе во Бугарија. Го има на YouTube одневно е ставен еден стар документарец, постар документарец, Сократ пројде, животот пројде, Сократ е мој. Нека го погледнат гледачите, нека видат со какви проблеми се соочувале македонците, што останале македонци во Бугарија и како се случува таму за жал до ден денес. Така. Илена, како гледаш на ова превртена, буквално извртена психологија која што Бугарија во моментов ја практикува, создавањето на оној имидж на Македонија, ние сме оние кои што тепаме, правиме глупости, зборуваме за повторно превртена психологија, за фројдовски моменти, не нарекуваате дека што каже Иван, ние сме биле фашисти, ние сме биле вакви, такви, онакви, сите оние епитети кои што ги заслужува некој друг, бидејќи историските читанки не лажат. Историјата е многу сурова и реална и се гледа што се случило. Како гледаш нова создавање на инстант маченици, како оној Пендиков кој што има меѓу другото и криминално досие и според изворите во МВР се работи за долг од 500 евра кон некого и сите тие работи кои што се злоупотребуваат и правењето на Македонија онаква каква што е и на македонците онакви какви што не сме. Бугарите се користат ситуацијата максимално. Ние со подпишувањето на Преспанскиот, не дека тие договори претходно кои штетат на Македонија се помалку важни, меѓутоа со Преспанскиот докажавме дека со нас може да се игра пиперевка кој стигне. И они си го користат, ја користат состојбата максимално. Тоа исто како една ситуација во училиште, обично тепачот прв трча кај наставничката да се жали дека бил удран. Бугарија си ја користи својата позиција во Европа. Тука прави зулуми на секаков можен начин, оди таму кука како ние тука македонците сме тепале бугари. Не само бугари. Значи баш размислувам на темата многу често. Јас не памтам како ние во Македонија, поготово во последниве 20 години, ги дискриминираме не само бугарите, него и малцинствата. Кај нас во Македонија се научени секогаш да се вадат на тој нивни етникум, на таа нивна припас. Затоа нас државата ни е во една ваква состојба. Ги обвинуваш за криминал, тие викаат антиалбански си преска. Они кога се тука во Македонија се заколнати албанци кои ќе искочат, кои ќе слушнеме статистиката, ќе кажат македонец со потекло и отвори го селото, ќе прочиташ 99% албанско население, 1% турчин. Тоа е последниот настан што го прочитав, мислам дека беше негдека во Америка. Јас да сум на местото на бугарите, јас би се искористила оваа ситуација. Значи, пак ќе се вратиме на образованието. Јас верувам дека и во Бугарија учат дека не е целосната, особено кај народот, не е вината само кај политичарите, него и во нивниот образовен систем. Значи, они се убедени во тоа што го зборам. Зборам за обичниот народ како нас, кога има онакви дебати на социјалните мрежи, они навистина веруваат дека Гоце Делчев е нивни, Јане Сандански, да не ги набројувам сите оние кои ќе ги отворите англиската верзија на Википедија, ниту едно наше македонско име не стои само како македонски. Или се само бугари, или се македонски, бугарски борци, комити, па дури идале до таму и до партизаните ги пишале дека се бугари.
Случајот со Пендиков, значи, немам ни зборови, јас толку многу се срамев од оној Бујар Османи. Значи, ти да отидеш така да си ја понижиш својата земја, да кажеш дека веруваш на некоја мајка, затоа што нивните чувства биле битни. Што е со македонскиот народ? Значи, не станавме ние граѓани од вторет, ние сме веќе неважни во оваа држава. Владата ни е албанско со мнозинство малтене на албанците. Во институциите, значи тепачка е да се дојде до некоја позиција, не мислејќи на народот, не е само на македонскиот, па дури на албанскиот, зар се уште ги лажат на национална основа со тиранска платформа. Јас иако верувам дека ние сме на вистина мирен народ, меѓутоа нема да дозволиме. Јас верувам дека нема да дозволиме да ни ја земат државата. Убаво кажав, значи бугарите си го користат ова што ни се случува, нашите власти глумат, не знам ни ја што глумат, ќе ги игнорираме нивните од таму препукувања, без никакви, имаат они дипломатски канали, на страната на тоа што немаме дипломатија. И ти таму се вработија преку врски и преку партии, ни едно знаме не погодивме на гостите кои ни доаѓаа во Македонија, ние ќе тераме дипломатија. Значи све ова што ни се случува има толку многу сегменти, многу попаметни луѓе што зборат на темите, меѓутоа и обичниот народ веќе тоа го гледа. Ова каљање на Македонија буквално, Иван, принципот на да не се лажеме, ние сме за нив светлосни години напред во однос на почитувањето на малцинските права и со грците да се мериме и со бугарите, тоа не го зборуваме, ние имаме и извештаи од Совет на Европа, од Обединети нации, знаеме што се случува, нели? Не е ова нешто ние сме егоцентрични па сега се правиме, факт е во однос на тоа, но начинот на кој што Бугарија не представува нас и целата приказка, нели, имиджот на Македонија. Мислиш дека го купува Европа или некој во светот ова што го продаваат или се обидуваат да го создадат со приказката за Пендиков, па ова што го прават во Албанија во моментов со македонците, кај нас, нели, даваат пример, само биди за нас, ние ќе ти дадеме стан, плата и па дури обезбедување. Многу е страшно што е ова што се зборуваше за целиот случај, Елена што го нафрли, дека ние легитимиравме едни маргиналци. Замислете, ти да министер наш, кој беше во присуство на нивен министер, кој збореше на истата таа изјава дека темни денови се повторно во Македонија, се враќаат нападите, горењето, убиствата. Чекайте малку, мислам дека ги смешал страните. Да, тоа ќе беше точна изјава. Тоа ќе беше точна изјава ако нашиот министер ја даеше за Бугарија. Мислам дека немаше да сгреши. Меѓутоа бугарски министер да кажува тоа за нас, како што спомнав и претходно, историски навраќање се за нашата таа цела миролюбивост што сме имале секогаш и разбирање помеѓу другите, кон другите, гледате нас сега како ни се враќа. Самиот случај со Бугарија, мислам дека е една исцрпена тема што не ни треба да се разговара, поготово не помеѓу историчарите, за жал. Мислам, да, треба да се остават некои работи да се зборат, меѓутоа сега треба историчарите цела дебата да ја напуштат. Вклучително и тоа што се случуваше сега со Делчев што го видовме. И мислам да бевме ние држава, не само што ќе ги отфрлевме, немаше да ги критикуваме, ниту пак да им отстапуваме медиумски простор на тие маргиналци, што едниот од нив е во Европски парламент, тешко Европскиот парламент со такви парламентарци. Меѓутоа ние прво им даваме значај, второ им реплицираме, трето ги легитимизираме со тоа што ги посетуваме и гледаме, ова конкретно за последниот случај со Пендиков, им даваме на значај. При тоа на неразјаснети случаи што не знаеме каква кримогена структура стои позади сето тоа. Вклучително со Делчев. Таа тема треба да заврши едно за секогаш, а не ние да дискутираме па да паѓаме на провокации дека ние сега треба коските на Делчев да ги вратиме Бугарија. Не, туку треба го следиме она да бевме држава, она што заведни гостови што е Гане Тодоровски, кај што сега ние треба да си ги побараме коските на Вапцаров, коските на еден Крсте Петков Мистирков, коските на Ѓорче Петров и да си ги донесеме назад во Скопје, како што вели Гане Тодоровски, да ги ставиме покрај гоцевите на светите и да кренеме паметник на неродениот македонец. Тоа треба ние да го направиме. Ама за да го направите тој да даде такви изјави, вие треба да верувате во себе, треба да имате министер за надворешни работи што навистина е посветен на Република Македонија и на интересите на Република Македонија, не да имате политичари што се приврзаници на една примордијална лојалност, каде што не веруваат во доброто на демосот, на народот, туку само на некој определен етнички ентитет. И ние сега се соочуваме со еден таков проблем што може да се надмине само доколку ние тоа го игнорираме и го тргнеме од страна. А дали на вашето прашање дали некој го купува во Европа, јас сакам да верувам дека не.
Бидејќи каква таа Европа ако паѓа на вакви провокации, на вакви измишлјотини, ефтини приказни, и ако дава поддршка, а дава, историски гледано се менувале само имињата на империите, меѓутоа истото станало. Секогаш ние сме биле жртви на некои големи проекти, на големи сили, што ги кршале секирите ножевите на македонското и на македонската приказна, а некој сега повторно го прави истото, што се соочуваме со политичари што се заробеници на некакви си представи што се својствени за 19 и 20 век. Не за 21 век, кога ние сега живееме во свој држави, кога имаме демократија, кога имаме едно либерално општество, а притоа, пазете, самиот либерализам, тој Фукујама вели, во некои устави се наведува самата идеја на либерализмот како право на достоинство. За какво достоинство ние тогаш збориме тука и како ние го практикуваме тој либерализам и како нас не се оспорува сето она право да бидеме тоа што сме и да се зачуваме татковината и да се ги зачуваме незините основни постулати. За крај, нека биде и за двајцата, колку геополитиката има улога во сето ова што ни се случува и излезни решенија како да излеземе од оваа состојба, од оваа македонска голгота која што не е наметната, ја трпиме и сено, како да излеземе од оваа ситуација? Пазете, ова што се случува сега кај нас е само една рефлексија на она што се случува насекаде во светот. Сите оние аномалии што ги збориме, дали е за демократијата, дали на либерализмот, ние ги чувствуваме тука бидејќи тоа се трендови токови што се одржуваат на што се моментално одвиваат на светско ниво. И сега гледате, ние гледаме, се соочуваме со една ситуација каде што после оваа војна, што се случува сега во Русија и Украина, ќе дојде повторно еден договор кој ќе го формира новиот свет што доаѓа. Исто како што беше со Вестфалскиот мировен договор, каде што се создадоа не толку националните, туку суверените држави, позвојните договори после Втора светска војна, меѓутоа споредбено со тоа обликување на светот тогаш и денеска, што ние имавме една елита предводена од Ченто, Брашнаров и слично, кои знаеа што сакаат, кои не правеа компромиси. Тоа може да го гледаме и во разни интервјуи и на Киро Глигоров и на разни списи која била таа генерација всушност. А оваа наша денешна генерација на политичари, што притоа немете да мислите дека ова бесплатно све се случи. Веројатно ги читаме во некои мемуари, знаете, како што читавме на Андов, како што читавме од самиот Киро Глигоров, ако тогаш нашето име било на цена 1 милион, донесено одлично од Љубомир Данилов Фрчкот и кој што објаснува амбасадор денеска во Обединените нации. Точно, веројатно по заслуга, што му донесе куферчето пари за да се продаде името, замислете колку рипнала цената до денеска и каде отидоа тие пари. Тоа треба некој да го истражи многу длабоко и немојте да мислите дека ова остана и се направи бесплатно. Меѓутоа само да се навратам да финиширам со тоа околу самата геополитика. Сега ние имаме за жал еден процес што јас сакам да го нарекувам десуверенизација, каде што полека се еродира суверенитетот на националните држави, се еродира автономијата на државите, се еродира индивната територија, бидејќи во име на некои човекови права, кои за жал за нас не се практикуваат како што треба, ние сите сме потписници нели на таа декларација, меѓутоа за нас не важат истите тие кога станува збор за самоопределување, некој го еродира суверенитетот на националните држави. Гледам сега обратен еден тренд каде што повторно јакна суверенитетот, повторно јакна националните држави веруваат во своите национални институции, бидејќи ако не создадете цврсти национални институции во овој сега глобален поредок, вие немате иднина. Од причина што читате ги било кои книги за пропаст на нациите, ќе видите дека една нација пропаѓа тогаш кога ќе ги уништите и ќе ги еродирате институциите. А кај нас веќе тоа се случува. И затоа сметам дека овој свет сега што доаѓа треба да бидеме подготвени на каде ќе тераме и што сакаме да постигнеме, затоа што факт е дека живееме во мултиполарен свет, дека живееме свет на повеќе приказни, повеќе вистини, не можеме да гледаме на светот само со една монохромна, тој самиот Кисинџер го вели како западнички реалист, монохромна слика само на западот, и самите реалисти од западот го велат тоа, можеби западот нема да ја изгуби својата моќ, меѓутоа ќе мора да научи да споделува со другите на една рамноправна основа, да што веќе кој не верува дека живееме во мултиполарен свет, се лаже. Така што сметам дека договорот сега што ќе се потпише, кога тогаш оваа војна и мора да заврши, помеѓу Русија и Украина, ќе го обликува новиот светски поредок, во кој ние мора да бидеме подготвени на каде ќе тераме и што сакаме да постигнеме. Затоа што еве гледаме што се случува со нашата татковина, како што беше она позната нели песна на Дервиш, каде што вели не знам која продаде татковината, но видов која плати цената. За жал ние видовме која продаде нашата татковина, а за жал нашата генерација, тие што доаѓаат после нас, ќе бидеме тие што ја плаќаат цената и ние мораме да научиме да не паѓаме на провокација дека ние живееме во минатото и сме оптеретени со минатото, туку ние живееме со минатото за да се гордееме и тоа да си го искористиме како наш адут за во иднината.
Илена, каде го гледаш излезот од оваа ситуација во која што сме Не е ни пат ситуација, ова е нешто многу полошо, уназадување, сите околу нас одат напред, ние особено на национално ниво, она што не го прават, нели, на националните чувства, свети и се она што е, нели, на пазар денеска за да останат на власт. Каде го гледаш излезот, буквално кажано, од оваа ситуација? Со избори. Так. Значи, најкратко кажано, Да. нешто мора да се смени со избори. Иван убаво објасни геополитиката по-професионално, по-стручно. Јас ќе кажам и како обичен народ, ние геополитиката тука во Македонија ја чувствуваме само преку оправдување на нашите власти. Ако пред 2 години короната им беше оправдување за неспособнота, сега им е хибридна војна. Јас мислам дека некои од нашите министри првпат се соочуваат со терминот хибридна војна, па више не знаат каде да го користат. Напад на ФЗОМ, хибридна војна. Кажи го проблеми во војната во Украина, е пак некој оправдување зашто нас тука имаме инфлација, не знам што. Дојави за бомби 4 месеци не можат да најдат еден хибридна војна. За на крај единствен излез на нас ќе ни бидат изборите, меѓутоа и со памет и на тој што ќе дојде, да престанат да не потцрнуваат, а на народов малце да почне да се опаметува. Дека партијата не е администрација, односно биро за вработување, да престанат да ја гледаат. Јас ќе дојдам на власт за да се ги вработам моите. Значи време е малце да престанеме да гледаме само личната корист, затоа што кога ќе гледаме да општеството го има големиот, односно да го има бенефитот, тогаш сите ќе имаме ние лична корист. Младите нема да ни се иселуваат, едноставно животот ќе ни биде поубав. Не гледам како поинаку би излегле. Треба да ги казниме, меѓутоа не само тоа е многу важно, не само да ги смениме на власт, него некој мора и да одговара за овие криминали. Јас стално ги слушам оставка. Но каква оставка? Некој треба да лежи. Според уставот нас државата ни ја продала. Го спомна Гоце, ова не сакам да го испуштам да го кажам. Еден од историчарите кои се членови на комисијата пред некој ден на некоја програма изјавува како ние денеска не можеме да одлучуваме за, односно изјава дадоа двајца потомци на Гоце Делчев. И сега, значи, директни потомци на Гоце Делчев кажуваат дека он се декларирал како македонец во семејството, таа македонска гордост е пренесувана. И искаче историчарот и вели, ама тоа е, знаете, ние не може сега он таму како се чувствувал, они да пренесуваат. А дали историската комисија смее да одлучува што бил Гоце Делчев? Затоа што сега пред некој ден потпишав тој што е главниот на комисијата, имало документ кај што пишува дека Гоце Делчев е бугарин. Значи они тоа ќе го тераат. На сите можни начини не подкопа да останеме без темели. Не само избори, не само да се смени власта, него мора да ни се смени менталитетот, за да почнеме и ние малце да се цениме малку повеќе себе си како народ, затоа што кога имаме ваква власт, ние не се цениме доволно себе си. Ви благодарам што бевте мои гости. Остана уште многу теми, ќе ги разглобиме друг пат, се надевам. Живи и здрави. Беше задоволство. Ми беше чест. Исто. Ви благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави со оглед на се што се случува околу нас. Чувајте се многу.